Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Со СДС на власт, Македонија не само што не оди напред, туку и стагнира. За 7 години власт на СДС, Македонија заостана зад сите држави во регионот. Сите земји кои беа зад нас, сега се пред нас. Во периодот од 2017 до 2023 година, растот на бруто домашниот производ по глава на жител во Македонија е само 20%, додека кај сите други држави од регионот е 50%, а некаде и над тоа. Имено, додека во Македонија економијата пораснала за 20%, во Босна и Херцеговина таа се зголемила за 42%. Додека Македонија има растот само 20%, во Србија растот е 50%. А за истиот период во Бугарија, по глава на жител, бруто домашниот производ се зголемил за 64%. Повеќе од двојно поголем раст од Македонија има и Албанија, каде по глава на жител во периодот од 2017 до 2022 година БДП пораснал за 52%. Во 2017 година Македонија има поголем бруто домашен производ по глава на жител и од Албанија и од Босна и Херцеговина. Сега и двете земји кои беа зад нас не поминаа, а Србија, Бугарија и Црна Гора се уште повеќе пред нас. Власта лажеше дека инфлацијата е увезана, а сведоци сме дека имаме 50% поголема инфлација од еврозоната, каде се наоѓаат нашите најголеми трговски партнери. Додека во Македонија се живее полошо од пред 7 години, денес во Македонија се живее полошо од сите земји во соседството од Босна и Херцеговина до Албанија. Сите овие држави се наоѓаат на Балканот, имаат слична економска основа и поидовна точка, сите се соочуваат со слични предизвици. Единствена разлика помеѓу Македонија и сите други е тоа што овде на власт се СДС и ДУИ, кои наместо за граѓаните работат само за себе. Затоа Македонија не само што не оди напред, туку тоне. Никогаш не било полошо. Важно е да ги поразиме.